ви честитам на сите и ви благодарам за активноста што сте ја спровеле. Аз секако сакам да се обратам и на компанијата, Министерството за образование, кое се грижи за образованието во Македонија, станува посилно кога има повеќе партнери, особено кога здружено работат со општествено одговорни компании, како што е Телеком, каде што сме денес. Од вас разбрав дека сте постигнале голем успех покрај тоа што ќе се бавите со општествено корисна работа. Се вели тоа, вие ќе си помагате едни на други, ќе развивате емпатија, но секако и ќе се дружите и ќе помагате на оние на кои што им треба помош, а тоа е нешто што е од исклучително значење за вашиот иден живот, личен, но секако и за целото општество. Во Министерството оваа година има пријавено 34 случаи на врсничко насилство, но ниту еден за насилство преку интернет, а вие велите дека го има. Јас би ве охрабрила дека доколку сметате дека можеме да ви помогнеме, а реално и можеме да ви помогнеме, кога ќе наидете на такво насилство, да го пријавите, затоа што ние имаме стручни служби кои ќе поработат и со службите во училиштата, со стручните служби во училиштата, и со наставниците, а доколку има потреба и со насилникот, секако ако се обрати жртвата и со жртвата. Тоа е онаа стручна помост, меѓу кои вие сте мост, нели, меѓу интернетот и стручните служби кои треба да ви помогнат. Јас ги поттикнувам и другите големи компании да покажат ваква општествена одговорност, а вам ви честитам и уште еднаш ке речам, поттикнете ги вашите врсници, затоа што разбирам дека меѓусебно најмногу се разбирате, дека на младите им требаат млади, не ги исклучувајте возрастните, некогаш и тие знаат да бидат корисни, но пренесете го вашето знаење на вашите врсници, објасните им колку е добро да се бавите со било што може да биде во корист на вашите соученици, вашите пријатели, па дури и во образованието на родителите. Многу ви благодарам, му благодарам на УНИЦЕФ секако за поддршката. Ние со УНИЦЕФ, Министерството со УНИЦЕФ многу соработува и ви благодарам и вам. Вам ви пожелувам многу успех. Се надевам некојаш ќе ме информирате како ви оди.